Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме многу интересно видео за кој што морам да кажам дека и мене ме импресионираше секоја чест на уникатноста и на, би рекол, иновативноста на тоа како го направиле овој коин. Ако се сеќавате, ние претходно кога го обработувавме Stacks, имавме доста јаки коментари околу овој дел. Значи, оној кој што ќе успее да го реши проблемот со правење на, така речено, смарт контракт компатибилност на биткоин, е уствари оној кој што ќе има многу светла иднина. Па така слично на тоа и овој проект кој што ќе работиме денеска Core. Така да секоја чест до Чичко Сашко, македонски, кој што ни го предложи овој проект. Значи морам да кажам доста добра, доста интересна идеја. Иако сме, ако мене ја прашувате, можеби малку досна овој циклус сега да инвестираме во вакви коини, посебно со оглед на фактот колку е голем неговиот маркет кап, но неговата техничка анализа покажува доста интересни работи, но за тоа малку подоцна. Како и секојаш, значи, ова е практично последното видео од нашата Altcoin недела. Со ова ја завршуваме Altcoin неделата. Претходните 3 коини беа обработени во текот на претходната недела. Може да ги погледнете нормално со многу битниот Pi Network, кој што знам дека многу од вас го бараат, така да тоа беше последното специјално неделно видео, може да погледнете на нашиот канал. Сега, во текот на оваа недела може да ги видите содржините, додадовме уште една дополнителна, тоа е во петок, Гоцек има повторно соло лайвстрим каде што ќе прави vibe coding 2.0 волјум, така да верувам дека ќе уживате. Не го забравајте, многу битно неделно специјално видео каде што ќе разговараме за тоа како Мурика се обидува да го девалвира својот долг преку стеблкоините на глобално ниво. Дефинитивно ќе ви се допадне. А денеска, како што знаете и сами, како и сите претходни алткоини, како го правиме тоа, значи имаме посебна плейлиста, тоа е плейлиста повеќе од веќе 109 коини, заедно со денешниот, каде што може сите најголеми проекти во криптосветот да се запознаете на македонски јазик и потоа нормално да одлучите дали би сакале понатаму да продолжите да ги истражувате и инвестирате во нив или не. Со тоа што оваа плейлиста многу лесно може да најдете на нашиот канал, се нарекува анализа на коини и токени. Во меѓувреме, како ги бираме токените, значи поставуваме ваков тип на сличен постер на нашиот Facebook профил и бараме од вас да ни дадете идеја за тоа кои потенцијално проекти би сакале да ги обработиме. Ги земаме овие проекти кои што ги праќате до нас како, би рекол, пример, нормално, и ги земаме најдобрите 4 и правиме ваков тип на гласање на сите наши платформи, каде што вие гласате во кој редослед ќе бидат обработени. Значи, на некој начин, во колаборација со вас, бираме кои се следните проекти кои што треба да влезат во еден ваков блок за истражување и на тој начин, значи, ги одбираме најдобрите потенцијални проекти во криптосекторот. Со тоа што со обработување на последниот коин денес, тоа е Core, ни остануваат уште 3 коини, тоа е ETH, ENA, Basic Attention Token, BAT и WorldCoin кои што треба да бидат обработени, пред да започнеме со новиот блок за кој што гласавте, а тоа е XYO Network, Plume, Flare и Jupiter. Така да тоа е во однос на начинот како ги бираме коините, токените, овдека може да ги најдете, а ова е начинот на кој што ги истражуваме. Односно имаме група, 6 групи на прашање кои што треба да ги одговориме за секој од овие коини со нормално попрашање со цел да имаме целосна слика за тоа што се случува во дадениот проект. Сега, како и секојаш почнуваме од првото прашање, не ги одговараме поредно, до крајот на ова видео ќе ги одговориме сите групи за овој конкретен проект. Првото прашање секојаш ни представува која е неговата апликација, зошто постои, каков тип на проблеми се обидува да реши, дали има други проекти во криптосекторот кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кој што може да го замени. Кога станува за овој проект? Истиот е Layer 1 со доста уникатен консензус, така наречен Satoshi Plus консензус, многу интересно, нешто што ќе разговараме во текот на ова видео. Што значи дека има свој коин, ова не е токен, значи не е како ERC20 токените или BRC20 токените, туку има свој коин, тоа е Core токенот, Core коинот, се извинувам, кој што е базиран на Satoshi Plus консензус блокчейнот на овој проект. Сега, дали има други, значи која е неговата основна цел? Иако истиот представува Layer 1, значи во основа Core представува Layer 1. Има доста мала количина, каде се наоѓа, значи е доста долу, 221 место на overall market cap, а додека кога станува збор за Layer 1 е доста долу, би рекол, во однос на останатите. Има $382 милиони market cap, што значи дека тоа е
мал проект, тоест микропроект, извинувам, до 1 милиарда ги сметаме за микропроекти. И зошто е ова сега толку битно? Значи, во оваа ситуација ние можеме да видиме дека станува збор за нешто сосема уникатно, не е само Layer 1, туку во оваа ситуација е Layer 1 базиран на Proof of Work и Proof of Stake консензус, односно нивна мешавина, и во исто време представува сайдчейн на биткоин. Тоа е уникатниот дел кој што го издвојува овој проект. Зошто? Затоа што преку неговиот консензус, неговото постоење како Layer 1, моментално овозможува како и Stacks, значи да имаме смарт контракт компатабилност и Ethereum Virtual Machine компатабилност на луѓето кои што сакаат да градат со безбедност на биткоин блокчейн. Како го прави тоа? Тоа е следното нешто што ќе го објасниме, но првенствено како што можеме да видиме единствен кој што му е така речено конкуренција, би рекол голема конкуренција е Stacks, кој што има оприлика иста идеја и се обидува да го направи токму тоа. Но како и да е, пак ќе кажам, оној кој што успешно ќе го реши прашањето за така речено да биде или Layer 2 или пак на некој начин да функционира заедно со биткоин и на тој начин да направи смарт контракт компатабилност да може да се гради на биткоин без при тоа да го угушите самиот блокчейн, затоа што биткоин е доста сензитивен, знаете дека има мал број на трансакции нели во секунда. Ова би било апсолутно перфектно за тој проект и верувам дека истиот ќе има многу голем успех, односно ќе може да се гради DeFi layer директно на биткоин. Core и Stacks се обидуваат да го направат тоа. Stacks видеото веќе го имаме на нашиот канал, погледнете го, додека Core видеото ќе го погледнете денес. Сега, овдека делот со кој што ќе, значи тоа е неговата основна апликација, се разбираме. Значи истиот има само еден проект кој што му е реална конкуренција и имаме апликација од реалниот свет не постојат кои што може да му бидат конкуренција, затоа што се што представува решение на блокчейн секторот е матично блокчейн проект. Во оваа ситуација конкретно немаме надворешни фактори, односно надворешни субјекти кои што може да му бидат конкуренција. Следна работа која што мораме да разгледаме е неговата во оваа ситуација токеномија, но не конкретно токеномијата, туку едно попрашање од токеномијата, а тоа е тип на блокчейн. Сега ќе разговараме за тоа каков тип на блокчейн има. Тоа е неговиот уникатен консензус, така наречен Satoshi Plus, и што е толку уникатно за него. Ова е официјално нивното објаснување на Satoshi Plus консензус механизмот, но јас искрено да ви кажам, право најдов подобро, ги прочитав двете, мене ми се допадна ова многу повеќе и затоа ќе ги ставам двете како објаснување во дескрипција, а вие може сами да ги погледнете и да видите за каков тип на блокчейн станува збор. Сега, најосновното објаснување за тоа каков тип на блокчейн станува збор е уствари комбинација од биткоин, неговата децентрализација и Proof of Work блокчейнот, како и Ethereum и неговите смарт контракти и уште повеќе Delegated Proof of Stake надградената верзија на Proof of Stake консензусот. Со тоа како го прават тоа? Значи овдека во овој артикл имаме би рекол објаснување на улогите на сите оние кои се дел од така речено овој блокчейн, а ова е на некој начин шемата која што го објаснува во детали. Сега не заборавајте дека јас не сум доволно би рекол писмен кога станува збор за програмскиот дел, да можам сето ова да го објаснам во детали. Но, она што успеав да го разберам од, би рекол, екстензивно тешкиот консензус за разбирање Satoshi Plus е дека комбинацијата помеѓу Proof of Work биткоин майнерите, кои што моментално го делегираат собствениот хешрейт, со цел да го обезбедат овој блокчейн, односно безбедноста на овој блокчейн доаѓа директно од биткоин майнери. Имаме биткоин майнери кои што делегираат дел од својата хаш моќ директно на овој core консензус. И на тој начин они практично работат за обезбедување на овој протокол и добиваат core коини како награда. Во меѓувреме на самиот матичен блокчейн гледаме дека биткоин майнерите и понатаму продолжуваат да произведуваат блокови, но дел од својот хешрейт го обезбедуваат овој консензус. Дополнително, the block headers на секој блок кој што е запишан на биткоин блокчейнот преку relayers се враќа назад и се запишува и на овој блокчейн. Во превод работат во тандем. Нешто слично на Stacks блокчейнот и овде работат во тандем, што значи дека биткоин консензусот и неговото запишување на блокови заедно со блок headers на овој блок на овој блокчейн помагаат во функционирањето на самиот core консензус, односно Satoshi Plus. Во исто време, истиот има конкретно значи целосна Proof of Stake мрежа со своји валидатори,
кои што практично помагаат во така речено делегирање на тоа, пак ќе кажам, кој од овие биткоин мајнери, кој што успеав да разберам, ќе биде следниот кој што така речено ќе делегира хешрейт, како што успеав да разберам овде. Значи, тука е проблемот кој што мене ми треба, пак ќе речем, малку повисоко разбирање на овој блокчейн консензус и генерално на блокчейн консензус, за да можам да го разберам, но идејата е дека имаме целосно интегриран Proof of Stake блокчейн преку Delegated Proof of Stake со своји валидатори, а во исто време ја превземаме безбедноста од страна на биткоин мајнерите. Дополнително, во Delegated Proof of Stake делот Core, значи оние кои што имаат инвестирано во Core, се оние кои што моментално ги делегираат своите Core токени на Delegated Proof of Stake, односно валидаторите, а при тоа добиваат стейкинг награди. Што значи дека имаме комбинација каде што дел од механизмот безбедноста е обезбедена од биткоин, а нормално Ethereum Virtual машината, тоа е нели компатабилноста со самиот Ethereum екосистем и неговата виртуелна машина, и нормално смарт контракт компатабилноста доаѓаат директно преку валидаторите и Core стейкерите. Што значи дека тоа е комбинацијата што моментално гледаме, овдека детално се образложени секој од овие што ги гледате така речено нели улоги. Единствен кој што него објасниме е verifiers. Verifiers се практично посебен тип на механизми, односно пак тоа се луѓе со кои што имаат своји хардвер механизми кои што проверуваат за тоа дали делегаторите се искрени, дали можеби имаме bad actors. Ако тоа се случи, тогаш verifiers при нели утврдување дека има некакво прекршување на консензусот или некој од овие валидатори се обидува да направи проблем во консензусот, имаат слеш модул каде што или може да ви земат дел од така речено стейкот кој што ви е ставен во вашите валидатор нодови, или пак може дури целосно да ви го заробат овој стейк. Сега ќе поразговарам малку подетално околу тоа. Значи тоа е во однос на неговиот консензус. Нема да нарегуваме премногу затоа што повторно со моето лимитирање знаење толку можам да објаснам за овој дел. Ако некој од нашите гледачи го разбира овој консензус повеќе, а верувам дека има такви, ќе ве замолам, ако направив некоја грешка или пак ако има нешто дополнително што треба да се објасни, објаснете во коментар под самото видео, македонците нормално ќе го погледнат. Во исто време можеме да видиме дека веќе има мостови со доста голема количина на Layer 1 проекти и Layer 2 нормално. Значи Binance, Ethereum, Arbitrum од Layer 2 заедно со Optimism, Matic и Base и нормално Avalanche како Layer 1. Со тоа што веќе постојат значи мостови, како што може да видите и сами, само што треба да го конектирате вашиот новчаник. Ова се новчаниците кои што се прифатени, Brave, MetaMask, Zerion и OKX новчаниците се прифатени. Сега ова е само околу делот со тоа со кои блокчейни веќе се работува, односно има изградено мостови, а во исто време да не забораваме, како што гледате и сами, дека може да депонирате и собствен биткоин. Депонирањето на собствениот биткоин ќе ви го даде во форма на така речено Core BTC, како што може видите и овде, кој што може да го користите како liquid staking. Односно вашиот заклучен биткоин на Core мрежата ви дозволува Core биткоин да го користите во нивниот DeFi сектор. Односно Core веќе има свој ефективно би рекол развиен DeFi сектор во кој што на апликациите може да го користите второстепено овој биткоин кој што е заклучен на Core блокчейнот. Сега, прва работа која што би сакал да разговараме, се уште сме од делот со токеномија, разговараме за самиот блокчейн, ова е Core Development Hub. Значи, ова е местото каде што долго сакате да развивате ваш било каков тип на DApp или што и да е што сакате да го развиете на овој Layer 1, може да го направите на developer.coredao.org. Сите информации, се што ви е потребно, може да најдете токму овде. За оние кои што се позаинтересирани, основниот јазик за програмирање на Satoshi Plus е Go. Дополнително, овдека е објаснето дека дел од датабазата е кодирана во C и JavaScript. Сега, дали тоа значи дека можете и вие да кодирате на тие јазици, не сум сигурен, само нели ви кажувам основни податоци кои што сум успеал да ги најдам конкретно за девелоперите. Тоа е во делот со девелоперите, сега ќе разговараме за валидаторите. Како што кажавме, дел од Core консензусот е направен на Delegated Proof of Stake. Со тоа што можеме да видиме овде дека моментално постојат 33 од вкупно 39 валидатор нодови кои што можете да ги имате. Верували или не, јас се изненадев колку е ниска цената за да имате валидатор нод, зборувам за количината на Core токени кои што треба да ги имате под стейк. А од друга страна, погледнете, веќе има 4800 биткоини кои што се моментално
под стейк, значи тоа е практично кога ги префрлате и ги заклучувате на овој блокчейн како што видовте овде. И дополнително 232.532 core токени под стейк. Тоа е вкупната количина на стейк, core и биткоин моментално на блокчейнот. Со тоа што еве го liquid stake на core, значи сега овде ќе имаме различни типови на стейк. Може да направите стейк директно на core, може да направите стейк на core и биткоин заедно, на биткоин само, или пак кога правите стейк на core, може тоа да го направите на liquid staking на core токените, каде што ви ги дозволува во второстепена форма, во liquid форма да ги користите на екосистемот додека се ставени под стейк. Ова се моменталните пулови кои што функционираат на самиот екосистем, со тоа што можеме да видиме големи компании како BitGet, како UTXO, како Кода, како Animoca Brands. Тоа е нешто интересно кое што го забележав, понатаму нормално ќе го објасним малку подетално. Сега, ова е кои се основните валидатори, како се прави валидатор, како и секогаш, значи requirements, односно hardware requirements може да најдете во линкот кој што ќе биде во дескрипција. Ова е моментално што ви е потребно за да може да имате ваш валидатор во тестнет и во mainnet. Значи ова е така речено кога веќе ќе го покренете на самата мрежа. А дополнително количината на токени кои што ви се потребни е 10.000 core токени, кои што реално не се толку голема количина, отворено ви кажам, значи 10.000 core токени се негде околу $3,780, што мене ако ме прашувате, воопште не е многу за вкупна количина од само 39 валидатори на мрежата. Ова е нешто што ќе го продискутирам со мојот тим моментално, но како и да е, значи ова се во основа, значи преференциите, тоест извинувам, хардвер преференциите и количината на токени кои што ви се потребни да имате собствен нод. Додека кога станува збор за делегирање на hash power, значи овде сите оние кои што имаат свој биткоин майнер, може исто така во дескрипција да го најдат ова кој што гледаме дека е директно на Core DAO страницата, заедно со Delegator нодовите, значи од двете се најдени директно на нивната страница, каде што може да ги следите информациите и да направите делегирање на вашиот hash power со цел да добиете награди на овој блокчейн. Значи зборуваме делот со обезбедување на безбедноста на самиот блокчейн. Кои се партнерите? Значи тоа е нешто интересно што успеавме да го најдеме. Custodians, Fireblock, кој што е, знаете сами, доста голем, BitGo, Hextrust е некоја компанија која што работува со нив, најдовме интересна вест околу сето тоа. Кога станува збор за менувачници, Maple, Valor, DeFi, но ја најдов овдека многу повеќе менувачници, како Maxi, како BitGo и така натаму, не знам зашто не се ставени овде. Валидатори, погледнете. OKX, Fireblocks, Foundry, која што е еден од најголемите мајнери на биткоин, Kiln, кој што има свој проект, BitGet, HTX, значи ова се менувачници како што се OKX, BitGet, XTH, Fireblocks е Custodian за големи институционални нормално клиенти, Animoca Brands, нормално највеќе знаеме околу NFTs, UTXO, значи ова се големи имија кои што веќе имаат своји валидатори, ова не е малку ако ме прашувате, и околу, значи тоа се така речено новчаници кои што се целосно нели ветет од страна на Core, MetaMask, Rabbi Wallet и OKX. Добро. Сега тоа се нивните партнери, ова беше дел околу фундаменталната анализа. Значи во прашањето за фундаментална анализа моментално само што го одговоривме ова кои се нивните партнерства, тоа се партнерствата кои што они јавно ги објавиле. Кога станува збор за стейкинг, ова е повторно дел од токеномија. Значи, како што ќе кажаме, имаме различни комбинации на стейкинг, јас нема да навлегувам премногу во нив. Ова е најбитната, а тоа е комбинација од биткоин и core стейкинг заедно, каде што за вашиот, само секунда, еве и овде како детали, за вашиот биткоин добивате 3,75% стейкинг, пак non-custodial, многу битно. И core и биткоин стейкинг на core блокчейнот се non-custodial, што значи дека не ги депонирате вашите коини, што е многу битно и е уникатно. Затоа и се надеваат дека ќе успеат да привлечат многу институции да го прават тоа на core. Значи добивате 3,75% и 6,98% стейк повторно во core за така речено вашето кога ќе ги поставите двата токени. Сега во просек негде околу 4,08% би била наградата за доколку нели депонирате така речено средства на овој блокчейн во стейк. Со тоа што ова е Core DAO, значи ова е нивниот DAO за одлучување на различни предлози. Како што кажавме, тоа е основната функција на стейкинг, значи каде што вие практично правите стейк и во исто време добивате можност да гласате за сите
Core Improvement Proposals, односно тоа е практично начинот на кој што функционира овој проект. Многу интересно, тимот позади Core не е уникатен, туку е група од девелопери кои што се собрале и кои што буквално функционираат целосно децентрализирано. На овој начин преку овие proposals и одлучуваат што понатаму со самиот проект. Тоа е една од главните идеи позади Core, да нема матичен тим, туку да бидат повеќе девелопери кои што со различни идеи се обидуваат да го развијат овој проект, многу интересно направено. Така да, како што ви кажеме, ова е практично линкот до DAO, ќе го ставиме нормално во дескрипција истиот. Сега, кога станува збор за се што има направено до сега и како функционира, имаат свој YouTube канал, Core DAO, многу лесно може да го најдете. И овдека ги ставивме двете видеа кои што исто така може да ги најдете во дескрипција за стейкинг, каде што може да видите како да правите dual стейкинг на Bitcoin и Core, објаснето детално, и како може да направите liquid stake на Core исклучиво. ST Core се liquid коините кои што ги добиете, повторно незамисливо. До сега беше достапно само на Ethereum, како еден од најголемите, нормално на некои помали блокчейни, но на Bitcoin нормално дека е незамисливо да го користите истиот како во liquid форма на овој екосистем. Така да, интересно, погледнете ги овие видеа, ако имате Core токени, така ќе може да ги ставите под стейк. И како што веќе кажеме, во делот за токеномија имаат активен екосистем. Овдека може да ги најдете сите апликации од различни категории, каде што може да видиме дека постојат најразлични DeFi, Oracle, Ramps, NFTs, Launchpads и така натаму различни апликации изградени на Core екосистем. Многу поразвиен екосистем кој што може да видам од Stacks, барем во основна форма. Сега делот со вести, кој што попаја под фундаментална анализа. Значи сега ќе одговориме што се случува со самиот проект и кои се неговите вести. Првата вест што успеавме да најдеме дека еден од поголемите нормално победи на овој проект е тоа што има направено валидатор нодови кај неколку од би рекол сериозните играчи како што можеме да видиме, Fireblocks, BitGo, веќе ги покажавме во делот со партнери, само на кратко ќе ги покажам уште еднаш. Значи пак ќе кажам, една од најголемите би рекол победи на овој проект е тоа што направил сериозни партнери како OKX, BitGet, Foundry, Fireblocks, HTX да направат своји нодови на овој блокчейн. Тоа покажува дека истиот е доста сериозен како проект. Да, со BitGo исто така имаме партнерство каде што BitGo ќе даде опција за LST Bitcoin на Core. Тоа е комбинација во која што овие liquid stake Bitcoin ќе ги добиете, значи тоа е картенката за liquid stake Bitcoin на Core. Значи ќе може да го понуди ова како опција на своите институционални инвеститори. Доста интересно, BitGo е една од најголемите менувачици во светот и го одбира точно Core за да може да понуди стейкинг на Bitcoin на своите институционални инвеститори и партнери и дополнително да добијат LST Bitcoin кои што може да користат на Core екосистемот. Валидаторите веќе ги спомнавме. И овдека интересно, Hextrust искрено не знам кој е овој, се надевам дека не е Hex на Моронот, како и да се викаше, туку дека е некоја друга компанија, каде што исто така Hextrust која што според ова што го прочитав овдека е компанија која што има своји институционални инвеститори и нели клиенти во Asia Pacific, Middle East, Северна Америка, значи го има на сегде ова како компанија која што нуди dual staking на Core, истото што го видовме и претходно, и Bitcoin и Core моментално. Значи на тој начин овие институционални партнери носат се повеќе и повеќе клиенти. И последната вест, тоест предпоследната вест која што ја најдовме е дека ќе имаме многу интересен наскоро модел наречен Rev Plus, Revenue Plus, кој што носи така речено како кешбек. Не како кешбек на облаците на одредени специјалти од Македонија, туку кешбек на секој од вашите трансакции, размена на токени и така натаму, и со овој начин се обидуваат да ги на некој начин примамат stablecoin issuers да го прават тоа на Core блокчейнот. На тој начин практично при секое минтање ќе добиваат дел од фито кој што го плаќаат назад. Тоа е интересната идеја. Ова се уште не е целосно обработено, се уште не е пуштено како што успеав да видам во функција, значи 15 или 2025 година, очигледно се уште не е според тоа што успеав да видам пуштено функција, но е интересен модел на кој што дел од фито го добивате назад. И пред само неколку месеци на 8 јули имавме така наречен билдатон, значи каде што вие практично добивате награда
за апликациите кои што ќе ги изберете нормално за една од овие апликации кои што ќе ги изберете. Со тоа што можеме да видиме, ова се некој претпоставам од победниците, не е толку битно, само идејата е дека погледнете и сами, значи на вистина нудат, значи нивниот тим работи и се обидуваат да развијат на сопствениот блокчейн и на тој начин наградуваат за ваквото развивање, доста интересно. Сега околу делот од токеномија мораме да се вратиме повторно, каде што ќе разговараме за тоа како изгледа нивната токеномија. Значи, половина од токените веќе се пуштени во употреба, 50% вкупната количина на токени се пуштени во употреба, што е овдека добро. Голем дел од токените се пуштени како награда. Значи, можеме да видиме дека, ова најиздолу што гледате, 525 милиони токени се пуштени како награда, како airdrop на core users. За жал тоа сме го пропуштиле, тоа се случило веќе, тоа е тоа. Значи, последните награди биле во март 2025 година, но тоа пак на некој начин го дава, пак би рекол, децентрализираниот момент на овој проект, каде што истото се дава како награда на корисниците. За разлика од тоа се останато, како што можеме да видиме во неколку наврати, имаме Treasury, Reserves, Relayer Rewards и Node Mining. Node Mining е буквално наградата за делегаторите и нормално во оваа ситуација биткоин мајнерите кои што го даваат собствениот кеш. Relayer, како што веќе кажавме, се учесниците во овој консензус кои што ги пренесуваат блок хедерс на биткоин на самиот консензус. Значи тоа е дел од наградата која што добива Relayers. Само секунда, и овде имаше дури процент, ќе го погледнеме тоа малку подоцна. И ни остануваат уште резерви и трежери. Тоа се двете, така речено, комбинации кои што се наменети за самиот протокол да има собствени резерви за ваков тип на хакатони, како што го видовме билдатонот. Со тоа што значи моментално што можеме да видиме, поголем дел од токените се со така речено майнинг. Така, значи нема освен овие airdrops кои што се веќе завршени, се останато ќе биде со майнинг. И добриот дел е што майнингот, како што можеме да видиме, ќе заврши дури во 2136 година. На тој начин они обезбедиле овие преостанати токени да бидат доделувани како награда со цел да го обезбедат овој блокчейн во иднина да има постојано ревенју, да има зошто биткоин мајнерите да дадат собствениот хешрейт, да има зошто делегаторите да имаат своји делегатор нодови. Сега гледаме дека голем дел од својот market cap го изгубил, значи погледнете 3,2 милиарди, моментално е 382 милиони, што значи дека 90% од собствениот market cap го изгубил во последните, би рекол, година дена. Сега околу техничка анализа тоа можеме многу лесно да го видиме и овде, каде што имавме дабл топ и потоа можеме да видиме голема триаголна формација која што се формира почнувајќи уште од април-март 2024 година. Зошто е тоа така? Да се потсетиме, тоа е она што ние го зборуваме постојано, треба да си го знаете, да знаете токеномијата на самиот блокчейн. Погледнете, последните награди биле токму тогаш, во април-март 2025 година. Што значи дека ова е дамп на сите оние кои што ги добиле овие награди. И јасно можеме да видиме дека тој дамп се уште трае, но мене ако прашувате тоа е и добро затоа што на овој начин вие практично ги елиминирате оние луѓе кои што не сакаат да бидат дел од проектот и така речено оваа масивна триаголна формација која се формира уште од септември 2023 година, очекуваме да пробие заедно со останатите проекти во следниот период кога конечно ќе добиеме алткоин сезона и на тој начин да пробие до некој претходен all-time high, како што можеме да видиме во оваа ситуација, тоа е негде околу 4,6-4,5. Не забравајте, ова што гледаме овдека е само буквално ликвидност која што влегла на самиот почеток. Луѓето кои што планирале да излезат ги земаат своите награди и го направиле тоа, што значи дека ова е прилика негде природниот all-time high од 4,3-4,4 долари, кој што очекуваме потенцијално да се повтори до крајот на овој bull market, да видиме како ќе изгледа тоа. Не забравајте дека овој блокчейн има свој прв bull market, иако имаме два локални all-time highs. Тоа не го менува фактот дека ова е прв bull market и пак ќе кажам, многу е голема веројатноста да добиеме и повисока цена, но пак ќе кажам, значи не го знаеме доволно проектот, тоа е прв пат што се среќаваме со истиот. Очекуваме дека неговото придвижување до барем претходниот all-time high и тоа е така речено нула на оваа корекција на FIB да биде иницијалната мета која што очекуваме да ја достигне, посебно после завршување на овој протокол, тоа е значи метата под прав агол до нели. Се извинувам, обратно.
Значи, нас ќе ни треба да го поставиме тоа вака, значи, оприлика под прав агол овде. Моја грешка, обратно е направена, затоа што пробива на горната страна, што значи дека овде ќе биде метата. Па добро, можеби не до претходниот all-time high, но до, така речено, каде што завршуваат цвеќите, тоа е некој 61,8 од претходниот FIB на корекција надолу, каде што очекуваме да биде првата мета и како што можеме да видиме, тоа е и месечното ниво на оваа ситуација КОР, воспоставено уште во февруари 2023 година. Тоа е околу техничката анализа, пак ќе напоменам, кои се собствениот прв bull market најчесто има многу добар резултат во текот на следниот, би рекол, bull market, со тоа што сега повторно ќе се навратиме на токеномија, ќе погледнеме некои децентрализирани алатки да видиме што се случува на самиот КОР. Погледнете, значи, на вистина во DeFi они имале неверојатни скоро $1 милиарда TVL во децентрализирани финансии, во нивните проекти на DeFi, а сега има околу 280, скоро 300 милиони. Ако мене ја прашувате, тоа воопште не е лошо. Тоа значи дека има активен DeFi значи, дел на самиот екосистем, и ако гледаме на некој начин цедење, тоа е очигледно токените кои што биле дадени како airdrop на почетокот на 2024 година, и овде може да видиме негде околу 7,6 милиони на Core Bridge. Нормално ова главно е на биткоин. Значи ова е биткоин кој што се прави бридж од страна на биткоин блокчейнот, на Core блокчейнот, кој што можеме да видиме дека овде е негде околу 7,6 милиони. И како што видиме, тоа се неколку илјади биткоини кои што моментално се пренесени на самиот Core блокчейн. За жал нема информации кога станува збор за real world asset токенизација, се тоа што гледате се индекси на BlackRock, значи Core самиот по себе сега за сега нема никаков удел во токенизација на real world assets, но во Arkham можевме да најдеме многу интересен, погледнете го. Еве количината, значи 5000 биткоини моментално се поседувани. Сега ова е многу интересно. Според тоа што ние можеме да го видиме, они имаат 5000 биткоини. Значи, изгледа дека самиот протокол поседува 5000 биткоини во вредност од $565 милиони. Тоа е многу добро, ако мене ја прашувате. Значи, кога ваков тип на проекти купуваат биткоини, тоа можеме да видиме уште некои дополнителни биткоин во wrap верзија, но како и да е, ова е главното. Ова мене ме радува многу. Ако самиот проект бил доволно паметен, дел од своите резерви да ги пренесе во биткоин, тоа значи дека неговиот core, неговиот трежери постојано ќе расте, а ова не е мала сума, 5000 биткоини, секоја чест на тимот ако тоа го направил, а со оглед на фактот дека Arkham Intelligence е токму тоа, значи истражувачка фирма на блокчейн, верувам дека ова е токму така како што моментално гледаме. Кога станува збор за GitHub commit, за жал нема информации за Core, како што може да видите. Се уште немаме информации, но имаме информации на Developer Report, каде што може да видиме дека на самиот Core протокол месечно работат околу 419, додека тоа се, зборуваме сега моментално во овој момент, некаде околу 419 девелопери работат на овој блокчейн, што е многу, ако мене ја прашувате, тоа е одлично, додека кога можеме да видиме колку full-time, имаме околу 105 full-time девелопери кои се занимаваат исклучиво со овој проект, но за жал само 17 од нив се established, што значи дека долго време веќе работеле на овој проект, значи тоа не е баш многу, но како и да е, 390 newcomers имаме и гледаме дека тоа се случило кога негде околу самиот билдатон, значи 16 јуни, а гледаме дека истиот почнал од јуни, траел до август, што значи дека ова се нови 380-390 core девелопери кои што влегле во проектот буквално поради билдатон. Сега можеби нема да останат сите, но верувам дека дел од нив ќе останат. Така да мене ако ја прашувате, тоа воопште не е лошо. И еве ги monthly commits, истото. Погледнете, значи како се движиме кон билдатонот, така и monthly commits на овој блокчейн растат, што значи дека се повеќе и повеќе децентрализирани апликации се градат на самиот проект и тоа се оние commits кои што ги гледаме на GitHub. Така да, пак ќе напоменам, ова е доста добро, гледате како преку ваков тип на активности го градат и понатаму својот блокчейн, многија нови девелопери кои што ќе се приклучат на истиот, што мене ако ја прашувате е доста паметно. И кога станува збор за тоа каде се наоѓаат, како што веќе кажавме, во моменталната состојба од 419 активни девелопери се наоѓа на доста високо ниво, само што за жал мислам дека овде ќе ги даде само како 100 кои што се full time. Да, еве ги 116 full time, но пак погледнете. На исто ниво со оприлика Hedera, Chainlink, Ton,
осмозис файл кој мене ако ме прашувате, тоа воопшто не е лошо. Значи секоја честна вистина има армија на девелопери кои што работат на овој проект. Кога станува збор за нивната децентрализираност и како изгледа нивниот rich list, односно најбогатите 100 новчаници, за жал, поради масовниот екзодус на оние луѓе кои си ги продале софтверите коини, како моментално паѓала нивната цена, од март претходната година можеме да видиме дека на вистина имаме голема централизираност, вика најголемиот дел од коините се наоѓа на топ 100 холдери. Односно можеме да видиме дека најголемиот дел од коините се наоѓа во рацете на само неколку играчи, но една позитивна работа овдека, значи ова сега да погледнеме вака. Моментално имаме уште една милиарда коини кои што се уште не се пуштени во циркулација, што значи дека овие два новчаници што ги гледаме овдека се уствари токму тоа. Се разбираме? Значи овие два новчаници се токму тие 1 милиарда токени кои што се уште не се пуштени во употреба, со тоа што ова претпоставувам дека е трежери заедно со ова валјда. Мислам ова сигурно со оглед на фактот како изгледа новчаникот, голема веројатност дека ова е трежери. А ова не би можело да бидеме сигурни што е, реално правиме мове, така да тоа е малку би рекол страшно. 10% од вкупната количина на токените не знаеме очи и раце се, додека надолу 3, 2, 1% и не е така страшно, но како и да е, овие два новчаника се дискутабилни и искрено не знаеме кој точно ги држи. Овдека исто така ќе пробаме да видиме што се случува во однос на децентрализираноста, ама не Морфо, ни треба, се извинувам само секунда, да го смениме блокчейн, значи бараме на Core. Сега ќе провериме што се случува и на Market Cap. Значи во однос на децентрализираноста верувам дека ќе ни го даде истата подолба ако веќе има нешто, као што можам да видам за жал нема. На Core Market Cap можеме да видиме дека нема нешто повеќе околу децентрализираноста. Сега тоа е. Тоа али во секој случај добиваме информации за разлика од други коини, има доста активни информации да бидеме реални. И ова е нивниот Core Explorer кој што може да го најдете scan.coredao.org. Овдека може да ги видите и активните девелопери, да проверите било каков тип од вашата било каков тип на трансакција која што моментално сте спровеле на Core, нормално со пишување на хешот овде. И тоа е прилика се што имавме за овој коин, да видиме само дали сме успеале да ги одговориме сите прашања. Нормално одговоривме на тоа која е апликацијата, одговоривме нели дали има одреден цвет, нормално дека не. Само еден Stacks е неговиот компетитор. Roadmap сега не може да разговараме за некој посебен roadmap со оглед на фактот дека овој коин е прилика една година стар, би рекол откако е пуштен на пазар нормално. Активен roadmap ќе разговараме во потенцијално второ видео во текот на bear market од 2026 година. Техничка анализа направивме, фундаментална анализа, вести за проектот поминавме, партнерство поминавме, менувачите кој што е достапен не, тоа ќе го поминеме сега. Значи овдека можеме да видиме кои се менувачниците. Значи некои побитни OKX, Gate.io, BitGet, можеме да видиме Bybit, Maxi, Bitmart, добро, не е толку битно, Bitrue, нема големи. Тоа е битно исто така, ова е многу битно затоа што се додека не се појавил на Coinbase и на Binance, истиот се уште не добил голем памп. Најчесто тоа представува доста голем двигател на цената, знаете. И сами, затоа е доста битно кои се менувачниците. Нема поврзано со кривични судски случаи. Токеномија објаснивме, тип на блокчейн, залиха, сето тоа го објаснивме, активни девелопери објаснивме, децентрализација објаснивме. И со тоа можеме да завршиме денешното видео. Уште еднаш, доколку не сте, сакате да поддржите нашата работа, ви се допаѓаат нашите видеа, слободно станете дел од нашата Patreon заедница. Истата може да станете член на годишно ниво, со тоа на некој начин ни помагате многу. Прво, како дел од заедницата, каде што активно разговараме со нив, соработуваме нормално со нашите членови, а второ, финансиски, каде што ни помагате да го подкренеме нашиот, би рекол, канал на уште повисоко професионално ниво. Ова е начинот на кој што може да уплатите за годишна чланарина. Примаме било каков коин, односно токен, само треба да ни пишете на cryptogimidja@gmail.com и нормално тој да ќе го средиме. Додека дополнително како привилегија за вашето членство, може да, значи нормално да направите членство и на месечно ниво или пак дојдете и слободно видите како е да се биде дел од нашата заедница 7 дена бесплатно. Значи само отидете на patreon.com, најдете го CryptoGimidja и само почнете било кој од овие членства 7 дена бесплатно да видите како изгледа да се биде дел од нашата заедница. Ќе бидете дел од активна група, како што може да видите, на инвеститори,
каде што секој од нас се обидува да сподели што повеќе информации, што повеќе знаење за целата наша заедница. Дополнително имате пристап директно до нас, каде што овие пораки ги одговараме еднаш дневно, еднаш месечно правиме посебен тип на лайвстрим, тоа е лайвстрим кој што го правиме сега директно на Patreon, каде што разговараме директно со нашите членови, се што ги интересира како околу Patreon, така околу сите прашања кои што ги имаат, и нормално сите ваков тип на офлайн снимени видеа како ова го доставуваме прво до нашата Patreon заедница, а потоа и до сите наши гледачи на сите наши канали. И имаме уште една многу интересна апликација која што моментално ја користат само нашите членови на Patreon, каде што директно доставуваме материјал до нив. Тоа е кратки аудио пораки, многу интересен начин на комуникација помеѓу нас. Така да тоа е се што можеме да кажеме за денес. Се надам дека уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.